Да се менуваат работите од корен, но и да се обезбедат пристојни услови за живот за сите граѓани е генерално мотото на сите локални самоуправи. Како се развива градот на белото злато и геотермалните води Кочани, ќе дознаеме во наредните минути во разговорот со градоначалникот Љупчо Папазов. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Како се живее денојуве во Кочани? Есенски, Кочани, верувам. да, така е, живее во есенски услови. Со сето тоа што го носи есента. И благодетите кои ги носи есента, веќе сме во сезона кога созреваат оризовите полиња и во одредени делови од општина Кочани се започнати жетвените активности. Наред се земјоделци да ги соберат плодовите од својот труд во текот на сезоната во која вегетираше оризовата култура. Морам да истакнам дека општината е јавна институција која пред се е сервис на граѓаните и работи во нивен интерес. А она што е ваша главна задача е да ги детектирате проблемите на терен и секако да ги решавате во рамки на вашите овластувања. Успевате ли во тоа како прв човек на општината? Не само декларативно, да го зборуваме и да го презентираме пред граѓаните. Мотивот за да се раководи една локална самоуправа е да ја направиме општината заедница на задоволни граѓани. Затоа се трудиме да соработуваме, да се поддржуваме и да креираме одржлив развој на локалната заедница. Многу често знаеме да соработуваме со местните заедници кои се клетките на живење во организирана форма на живење во секоја општина, да го слушнеме гласот на луѓето кои се од тие местни заедници. Кога го подготвуваме буџетот, еве и сега сме на прагот на креирање на буџетот за новата 2025 година, ќе закажиме една јавна расправа во која ги очекуваме предлозите на граѓаните и во секој случај граѓанинот секогаш ќе биде позадоволен ако го види во процес на реализација предлогот кој го дал во креирањето на програмите за работа за следната година и кој е влезен во буџетските календари. Инфраструктурните проекти значително ги олеснуваат условите на функционирање, потоа пристапноста, поврзувањето на заедницата, а воедно се отвара и пат за засилен економски раст на општината. Што е во фокусот кога станува збор за инфраструктурни проекти, а е во прашање општина Кочани? Па еве, кога зборуваме за анализа на задоволството на граѓаните, потребата да ги слушнеме нивните мислења, се враќаме на реализацијата на предлозите кои се дојдени и од самите граѓани и предлозите кои влегуваат во програмите за работа на локалната самоуправа. И во овој контекст најчесто се преслушуваме дали по повод на одредени манифестации или празнични денови, како што беше празникот на општина Кочани 7 септември, или кога реферираме на крајот пред граѓаните и даваме очи за сработено во тековната година на крајот од годината. Морам да истакнам дека општина Кочани е посветена на реализација на неколку инфраструктурни проекти. Во делот на сообраќајната инфраструктура се реконструираат улиците Борис Трајковски и Гоце Делчев, кои се важни сообраќајни артерии во општина Кочани. Направивме во населбата Оризари изградба на една улица која е од витално значење и го менува ликот на самата населба. Во Оризари работиме на енергетската ефикасност во образованието, енергетската ефикасност во делот на комуналната инфраструктура која се однесува на комуналното јавно предпријатие Водовод. Инсталирани се нови 560 киловатни фотоволтаици кои ќе бидат субститут за релативно високата потрошувачка на електрична енергија заради специфичниот систем на водоснабдување во општина Кочани и очекуваме дека тоа ќе носи одредени заштеди и од финансиски и од енергетски аспект. Во исто време се работеше на инсталирање на фотоволтаични системи на едно основно училиште и на едно средно училиште во општина Кочани, што сметам дека ќе го подигне нивото на енергетската ефикасност. Работиме и на изградба на атмосферска и фекална канализација
во подготовка се и проекти кои во следниот период ќе бидат предмет на реализација, и во овој контекст, кога зборуваме за инфраструктурата, морам да истакнам заложбата за и чувството дека единиците за локална самоуправа имаат потреба од подинамичен развој. Заложбата од страна на актуелната влада, предводена од премиерот Христијан Мицкоски, со креирање на поддршка преку тековниот буџет кон сите локални самоуправи, меѓу другото и кон општина Кочани, при што очекуваме со тековната апликација обезбедување на околу 1,5 милион евра за реализација на еден капитален проект кој ќе ја смени сликата на општина Кочани. Тоа е реконструкцијата на булеварот Теодосија Паунов, и влезот од источната страна во општина Кочани, односно во градот, ќе добие еден сосема нов лик и можност многу побрзо и многу побезбедно да се одвиваат и сообраќајот и движењето на пешаците. Јас само ќе надополнам, значи, ова сето што го работите во насока да има што помалку проекти кои што се реализираат заради повеќе децениското затајување и нерешавање на одредени проблеми, што е за жал, нели, кога живееме во вакво современо време. За жал така е. Општина Кочани во претходниот период немаше можност за и не дозволува финанските средства во буџетот, во собствениот буџет, да се реализираат такви капитални проекти. Сега со овој износ кој го добиваме како поддршка, можеме да планираме, меѓу другото, еве реконструкцијата на булеварот, во перспектива изградбата на дом за стари лица, реконструкција на главниот потисен цевковод, изградба на јужниот булевар, јужниот влез во градот Кочани, изградба на мост на Кочанска река. Тоа се проекти кои во иднина би ги аплицирале и би ги финансирале со поддршката која ќе добиваме од централниот буџет. Така, кога говориме за урбанизмот и комуналните дејности, тоа се сушност и тековни проекти кои се многу значајни за секојдневното живење, генерално за нормалното функционирање на жителите во општината. И ако ве прашам со какви проблеми се соочувате во текот на реализацијата, најверојатно на прво место, како што испоменавте, се финансиите. Кои се други проблеми кои што ве мачат и малку потешко успевате да реализирате тоа што сакате? Кога спомнавте урбанизмот, на прво место е подготвени урбанички решенија, со донесени урбанички планови. Општина Кочани во текот на 2024 година донесе 3 нови урбанички планови со кои овозможуваме влез на свеж капитал во економијата на општина Кочани, не само за делот на општественото живење, туку можност и за приватниот капитал да дава своји иницијативи и да реализира инвестициони зафати кои ќе носат и нови вработувања, ќе носат и развој за градот. Донесовме 3 урбанички планови со кои децениски заостанати простори кои не можеа да бидат решени, односно во кои не можеше да се презимаат градежни активности, сега го надминуваме тој проблем и очекуваме дека со новите решенија ќе овозможиме и инвестиција на приватниот сектор, а во исто време решавање на многу инфраструктурни прашања, како во делот на канализацијата, пристапни улици, тротоари, подпорни ѕидови и останати содржини кои се од интерес на граѓаните. Традиционална стопанска гранка во Кочани е земјоделството, за кои постојат одлични и природни и агротехнички услови. Меѓутоа, најзначајна земјоделска култура со многувековна традиција секако е оризот, кој што дава и високи приноси, но и надалеку познат одличен квалитет. Па затоа и морам да ве прашам како прв човек на општината, до каде се вашите надлежности во однос, нели, на производството на ориз, каква е состојбата со производството на ориз, интересот за одгледување и производство и секако условите, квалитетот, пласманот, што е многу битно, и цените, нели, на произведената реколта. Оризопроизводството и воопшто земјоделието е еден од столбовите на кои се должи и економијата во општина Кочани, и меѓу другото и досегашниот стопански развој и економски развој на самата општина. Оризопроизводството и земјоделието допринесува да се реализираат многу активности и работи кои беа финансирани од приходите по основ на земјоделие преку функционирање на различни, зборувам за минатото, различни организациони форми, дали тоа беа земјоделски комбинати или земјоделски задруги,
кои се грижија за ова одржување на нивото на производство на оваа култура и тековна заложба е исто така. Поголемите ингеренции се надлежност на ресорното министерство за земјоделство, шумарство и водособство, каде што оризопроизводителите имаат поддршка во делот на субвенционирањето на оризовата култура или површините на кои се одгледува, поддршка во делот на реална откупна политика во преземањето на реколтата од тековните години и во исто време можности за планирање. Еден од условите за реализација на ова производство е водоснабдувањето. Функционираат системи за мелиоративни и системи за акумулација на водени површини кои во текот на годината ги наводнуваат. Општината во овој случај е поддржувач на сите овие активности и реално соработуваме и со подрачната единица на Министерството за земјоделие и со ресорното министерство и очекуваме заради добрата политика и релативно добрите цени на оризовата култура во овој период да имаме и задоволни земјоделски производители. Дали се уште е голем интересот за производство на оризот и дали се зголемуваат, намалуваат или остануваат на исто ниво површините засадени со ориз? Заради капацитетите, како што спомна за наводнување, односно количините на вода која се акумулираат во акумулацијата Калиманци и Градче и искористувањето на протечните води се држи на некое континуирано стабилно ниво површините под кои се одгледува оризовата култура. За одредени територии има плодоред. Една година се одгледува оризот, во друга година се одгледуваат култури кои не бараат толкова количина на вода. Тоа го креираат самите земјоделци заедно со ресорното министерство. Се менува потребата и се креираат потребните површини кои реално можат да бидат наводнувани. Освен по оризот, Кочанската котлина е позната по тоа што е најголем термален басен на води со највисоки температури на Балканот, кои што достигнуваат до 80 степени Целзиусови. И сега онаа прашање кое што е најважно е, колку е искористен овој потенцијал? Само за ваша дополна, значи општина Ревирот, Кочанска котлина, располага со капацитет околу 300 литри во секунда на геотермални ресурси. Имаме повеќе длабоки бушотини преку кои се експлоатира геотермалната вода. Не само за потребите на загревање на оранжеrijските комплекси кои се еден од ресурсите кои најмногу ја користат оваа геотермална вода и за загревање на 3 училишта во општина Кочани. За жал, тука застануваме со можностите за искористување и во кои се експлоатират релативно високи количини на геотермална вода и заради специфичниот систем, заради тоа што само одреден процент од овие преку системот за реинектирање се враќаат во утробата, преку реинекционен бунар, остатокот се испушта со доста високи температури во водните ресурси. Потенцијалите во делот на туризмот базирани на геотермалните води се многу малку искористени. Што правиме како општина? Кога зборува за донесените детални урбанички планови, меѓу другото е донесен и деталниот урбанички план за градска четврт број 14, во која влагуваат 2 парцели кои се токму наменити за изградба на вакви бањолошки и во функција на туризмот капацитети кои можат да се снабдуваат со геотермална вода и со многу мал процент и можност за циркулирање на потребната количина, заради тоа што таму не треба температура од 72, 78, дури 80 степени, доволна е температура од 30-40 степени на геотермалната вода и опат би била можност да биде искористени за други намени. Кога размислувате кои се
клучните точки на што треба да се фокусирате за да го представите градот Кочани и Кочанскиот регион. Се сложивме заедно дека тоа се земјоделството, геотермалните води и туризмот. Токму до туризмот и дојдовме, сето тоа во насока на искористување на природните ресурси, постоечките капацитети, но и унапредување и на тоа што го имаме и создавање на нешто ново. Кога збориме за туристичкиот потенцијал, мораме да ги спомнеме Пониква, Осоговските планини, потоа Вештачкото езеро Градче, природните убавини и многу можности кои што даваат одлични услови за вистинско уживање, рекреација и поминување на одмор токму во Кочанскиот регион. Колку успевате колку е развиен доволно туризмот? Колку сте задоволни од сето тоа што досега е направено и што во насока на унапредување? Вие ги спомнате трите столба на кои се потпира развојот на економијата во Кочани и едни од ресурсите со кои располагаме за да понатаму планираме и креираме одржив развој на самата заедница, а во исто време да возможиме и вработување на голем број и на меѓу другото и млади луѓе да не ја напуштаат територијата и на општината и на државата. Пониква и Осоговските планини заради климатските промени го изгубија епитетот на скијачки центар. Иако имаме убави скијачки патеки, изградени капацитети за зимски туризам, заради климатските промени на Пониква снег паѓа после 1 јануари и се задржува многу кратко. Но планината е уште поубава напролет кога зазеленува и на есен кога пожолтува. Се изградија две викенд населби, заради тоа што Пониква и Осоговските планини ја делиме заедно со општина Пробиштип и се изградија многу сместувачки капацитети со високо ниво на туристичка понуда. Сето тоа е еден добар потенцијал да привлекуваме се повеќе гости. Тука се гости од целата наша република, наша држава, од околните градови и меѓу другото и граѓаните и жителите на општина Кочани се чести гости и ги користат убавините на Осоговските планини. Меѓу другото ги спомнавте и браната Градче, убавините кои ги имаме таму и во исто време тука не се за подценување како потенцијал и геотермалните ресурси. Го заокружуваме разговорот со она што ќе се случува викендот што е пред нас. Овој викенд Кочани ќе биде домаќин на 33-та поред манифестација Денови на Кочанскиот Орис, која ќе трае од 27 до 29 септември. Знам дека е подготвена богата програма, исполнета со низа свечености и празнување секако во насока на почетокот на жетвата на Оризот во Кочанскиот регион. Што се подготвивте за посетителите и очекувате ли масовна посетеност? Секако, пред да почнам да зборувам за било што во делот на содржините кои се нудат на оваа манифестација, сакам да упатам покана до сите граѓани на општина Кочани, од околните места, соседните општини и од целата држава да дојдат на оваа наша манифестација преку која оддаваме почит кон трудот на земјоделецот, кој создава нов производ, еден од најквалитетните производи, морам да кажам, кои ги има нашата држава. Оризот е препознаен на широко, меѓу другото и во соседните држави се извезуваат одредени количини и заради сето тоа за афирмација на нивниот труд, за афирмација на традицијата, културата, начинот на кој се во минатото третирало оризопроизводството, е организирана оваа манифестација која е веќе традиционална и ја бележиме 33-та година. И сега накратко и можеме само да најавиме што сега се случува, толку ни дозволува времето. Тргнуваме петок навечер со прогласување на жетварската убавица, заради тоа што жетвените активности беа можност да се креира и убавината и да се новите брачни заедници да се склопуваат. Гостува Каролина Гочева во забавниот дел од програмата. Во сабота на 28 даваме можност да се
презентираат локалните институции, здруженија на граѓани, спортски здруженија, фолклорни друштва со своите активности. Во овој случај имаме и гости од страна од соседните држави кои ќе имаат можност преку својот фолклор и нивни активности да ги покажат и своите културни вредности. Имаме изложба ликовна во исто така во периодот на случувањата и финалето е во недела на 29 кога на самите Оризови полиња во оваа година се случува во атарот на село Оризари, каде што веќе не го носи епитетот село, а е веќе приградска населба и со урбан лик, каде ќе ги презентираме традиционалните вредности, начинот на зажнивување, ќе го прогласиме најдобриот земјоделец и сите гости ќе имаат можност да ги вкусат специјалитетите подготвени од вредните домаќинки на Оризари. Еве, уште еднаш ја повторувам поканата да ни се придружат. Јас ќе ви посакам успешно 33-то издание на Денови на Кочанскиот Ориз и ги покануваме сите наши гледачи кои можеби подолго време не го посетиле Кочани. Токму овој викенд сите патишта нека водат во вашиот град. Ви благодарам многу за гостувањето. Ми беше задоволство.